Добро вечер. Ова е Граѓанскиот форум. Тоа значи дека телефоните од овој момент се отворени. Темата е дневно политичка. Имено дали и на каков начин ДУИ и СДСМ ќе разговараат. Дали тој судир е реален или фиктивен. Што значеше политичката игра испред карањето на спикерот Трајко Велјановски при целата постапка околу одземањето на мандатот на Трајко Велјановски, пратеничкиот имунитет практично. Дали во сето тоа се крие така наречената опасна бомба, што некој од раководството на ВМРО ДПМН има околу големите случаи Смилковско езеро и Монструм и околу криминалите вгнездени во владината коалиција на Никола Груевски и Али Ахмети. Како и да е, без оглед колку и на каков начин партиските гласоговорници, па и лидерите не убедуваат дека се функционира во владината коалиција, дури и да е така, овој фингиран судир влие врз општото расположение, врз довербата дека двајцата лидери кои така ефтино си поигруваат со јавноста и гласачкото тело, не можат да го стават угледот на граѓаните на пиетесталот на своите теснопартиски интереси. Што ќе донесе средбата Заев Ахмети? Дали е возможно да дојде до прегрупирање на силите? Или, ако ми биде дозволено, да го цитирам Мухамед Закири, мојот поранешен колега, кој се истрча или тестира дека е можна и нова владина коалиција без ДУИ. Колку е тоа реално? Поштувани гледачи, јас само ви ги нафалив тезите, некои од нив се провокација, некои може да базираат на пореални проценки и ги очекувам вашите јавувања. Во меѓувреме да ви информирам, минатиот четврток со вас се договорив за 10 теми. Еден од вас предложи зошто Македонија е најзагадена во Европа, зошто Охридскиот колекторски систем не работи, кај се црните екодупки или еколошки бомби во 16 коти во Македонија, во која предничи Охис, исто така проби Штипските оставини или Липковските реслови од затворениот рудник за антимон. Значи, наредниот од сега четврток, тема ќе биде Македонија зошто е најзагодена во Европа, што станува со другите еколошки бомби, како да се справиме со овој невообичаен ривалитет, да се тркаме да бидеме први во светот по загаденоста. Дури еден Пекинг и Калкута да ни завидуваат. Поштовани гледачи, судирот СДСМ ДУИ реален или фингиран? Добро вечер за првиот во Граѓанскиот форум. Првиот е откажен или се премислува. Вториот, добро вечер. Добро вечер. Ала? Да, повелете. Добро вечер. Малку погласно и повелете. Ало, место? Да, повелете. Јас воопшто не мислам дека овој судир помеѓу СДСМ и ДУИ е фингиран. Мислам дека тука постојат длабоки несогласувања. Вито она што сакам да го кажам и покрај тие несогласувања. СДСМ мора веднаш да прекине коалицијата со ДУИ. Бидејќи ДУИ представува камен околу вратот на СДСМ, кој што ќе го потоне СДСМ, дали на претседателските, дали на било кои идни предвремени или редовни парламентарни избори. ДУИ е комбинација од политичари, во наводници политичари, чие што основно начело е корупцијата. И сигурно и ова што се случи со пранешниот спикер Велјановски, верувам дека тоа е намерно направено така,
во корелација со ВМРО, затоа што Велјаровски многу знае за овие 10 години што се одиграл. Ако сака СДСМ да го одржи својот рейтинг, тој мора подхитно да ја прекине коалицијата со ТУИ. Во никој друг случај нема да може да ги добие тие пратеници што ги има моментално. Добро, разговараме со јазикот на реал политиката. Може да се прекине коалицијата, што е алтернатива? Сега нема веднаш вонредни парламентарни избори. Дали прегрупирање на парламентарните сили? Кој би можел да биде замена за ДУИ? Господин Човски. Да. Не може во политиката мора да се пресече. Не може стално да има компромиси. Значи, која е алтернативата, ме прашате така? Алтернативата е, ако може СДСМ да обезбеди гласови со алијансата БЕСА и другата БЕСА, тогаш е во ред. Ако не може да ги обезбеди, тогаш веднаш доди на избори. Јас знам што ќе кажете, дека после едно тешко решавање на прашањата со Бугарија и со Грција, да отиде на предвременни парламентарни избори, тоа е како да му се подиде на таца на ВМРО, но пак повторно власт. Меѓутоа, да бидеме реални. И овој народ, иако нема некој голем политички бекграунд, едуцираност и така натаму, сепак ќе мора да процени, можеби ќе платиме сите казната. Па ќе дојде поново ВМРО каде што таа линија на Груевски се уште е цврста. Меѓутоа, да поминеме низ таа катарза. Ако треба и ќе ја поминеме, за да дојдеме до едно општество каде што ќе вредат тие вредности кои се негуваат со векови во западните земји. Така јас мислам. Добро, ви благодарам многу, љубезни сте, поставивте интересни тези. Некои од нив циркулираат во јавноста, некои се проблематични и се со прилично критичка диоптрија согледуваат. СДСМ ДУИ, реален или фингиран судир? Добро вечер. Ми се бендисува ако сте над партиското во ова прашање и граѓанскиот форум треба се занимава со граѓанството, да рече, во однос на реалните политички состојби, но владата функционира врз основа и за сметка на граѓаните, ако можам така да кажам. Така што сакање некаде мораме да ги допреме. Повелете, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Во врска со прашањето судират СДСМ ДУИ реален или фингиран? Да, повелете. Да, јас мислам дека е фингиран. Добро. Да, али моје мислење е дека што побрзо ДУИ треба да излезе од влада. Зашо едно општество за сите не може да биде со ДУИ у коалиција. Она бил веќе монизам кај албанците, 17 години само она е у влада. Добро. Ако мислите дека е фингиран, не ми изгледа логично. Значи, сепак е реален судирот, ако сугерирате ДУИ да излезе од влада. Не, значи фингиране по тоа што зашо СДСМ не отфрла веднаш ДУИ од влада, туку уште чека дека ќе биде подобро, да се смират тензиите, не знам шо ова она. Ако е реален, она требаше вечерва да се реши и толку, ДУИ да не е у влада, крај. Добро, јас се согласувам со делот овие, да речем условно ваши или емоционални. Меѓутоа, знаете, во реал политиката не преовладува моменталниот хир. Замислете така да реагира, например, Меј со британскиот Брекзит, кој е исклучително сложен процес. Напротив, се тактизира и со Брисел и со Лондон. Така да, на меѓународната сцена, политиката покажува колку се потребни жестоки компромисите. На домашен план, мислам дека првиот граѓанин имаше сосема право дека ДУИ во изминатиот период го научи клиентелизмот на Груевски и жестоко го применува во сите сфери на својот партиски и општествен. Само нешто да ви споредам. Повелете. Ако може. Молим, повелете. Значи да ви споредам со тоа дека ДУИ
17 години на влада, од 2001 година, освен 2006 и 2008 што беше ДПА. Значи, ако сите целиот народ стана на нозе да падне режимот ВМРО и ДУИ, тоа не значише дека само ВМРО треба да паѓа од власт. Не дека јас го штитам ВМРО, туку истите што беа со ВМРО, истите што раководаа со ВМРО, секои корумпирани дела што ги правеле, сите ги правеле заедно. Не може едниот, значи сите албанци што гласале во тоа време со СДСМ, гласале за да ДУИ го нема веќе у политичка сцена или у влада. Добро, само имам едно прашање до вас, а тоа би било, дали мислите дека ДУИ помалку двосмислено игра во ова варијанта на така наречен консенсуален председател, дека на крајот на криштата и поради ДУИ и поради тоа што нема да има потребно мнозинство, ќе пропаднат председателските избори? Значи, многу е логично дека консензуален кандидат не постои. Добро. Може да постои договорен кандидат, значи што е прифатлив од сите страни. Али консензуален, тој збор веќе се употребува од 2011 година, мислам. Да, и нема никаква политичка подлога на тоа. Ниту ќе има, значи ниту ќе има. Ова само сакам да го кажам пред јавноста дека албанците го чекаат денеска да слават во цела држава и тоа ќе се славеше и многу силно потпаѓање на ДУИ од влада. И сите албанци и сите да бидете сигурни дека и тие гласови што ги има ДУИ, ги има со сила, со притисоци, со закани и со тоа поред. Значи и неговите гласачи се против ДУИ да е веќе у влада. Значи, вековниот, како да ти кажам, вековна шанса на господинот Зоран Заев да го отфрли ДУИ од влада и верувам дека ќе биде вечен премиер на Република Македонија после тоа. Добро, ви благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Се слушаме? Да, апсолутно и во програма сте. Се слушаме? Да, повелете. Ја потпуно се слагам со претходниот гледач. Да, откада го откача ДУИ од влада. И реален е судирот, не е фингиран меѓу СДСМ и ДУИ. Ја мислам дека ако СДСМ остане со ДУИ, ќе му дојде ДУИ до глава на Ве молам, само еден момент, има извитоперување на вашиот глас поради тоа што телевизорот во заднина ви е вклучен. Ако ви е далинскиот, малку стишете и повелете. Ајде го стишав сега. Морате да го стишате, не ајде. Ме слушате? Да, повелете сега. И може да се направи ново мнозинство таму. Ново мнозинство. Не кажете колку има таму, пет има Беса, тројца има Алијансата, двајца има Тачи и овие што се од ВМРО 8. Ја мислам дека и од ДУИ 4-5 души може да преминат, да што не се слага со политиката на ДУИ. Тоа значи дека ДУИ практично сега бара сламка на спас во евентуално заеднички председателски кандидат. Кој ДУИ бара? Да. ДУИ бара? Да. Не знам дали бара спас ДУИ. Спас ДУИ. Може да изгуби СДСМ ако остане со ДУИ. Неговите гласачи да не излезат на избори. И тоа може да се деси. Добро. Мислам дека првпат ве препознавам по гласот, иначе јас имам еден истечен слух поради долгогодишното радио искуство и бидејќи првпат ве слушам, следниот пат кога ќе се јавите ве молам стивнете го телевизорот. Доволно е да се слушаме преку телефон и тоа ќе биде и за вас и за нас поедноставно. Пријатна вечер ви посакувам, добро вечер за следниот. Добро вечер, господин Чамовски. Добро вечер. Се ова Дуле од Битола.
Да. Ќе бидам краток, сакам само да ви се представам. Пред 3-4 години ви пишував пораки за проблемот со воздухот. Јас сум еден од иницијаторите кои го организира битолскиот граѓанин, ако можам така да кажам, за некаков протест за воздухот, но чисто само да ви се представам, да имате представа со кого зборувате. Околу фингирањето на судирот помеѓу СДСМ и ДУИ. Нели тука се кажуваат мислења, јас можам да бидам 100% сигурен во она што ќе ви го кажам сега, а тоа е дека сум 100% сигурен дека овој судир е фингиран, затоа што од сето сега рекапитуларно гледајќи го, од сето она што се случи, можеме да заклучиме дека владата на СДСМ и ДУИ имаше само една цел, а тоа беше она што се случи, нели, да се промени уставот, да се направат тие подготовки за влез во НАТО и од кога таа работа е завршена, што понатаму. Сега според мене ДУИ ги согледува моменталните рейтинзи на СДСМ како политичка партија која во моментот е на власт и сигурен сум дека е свесна дека не стои баш многу добро кај граѓанинот во Македонија и за да може да се најде некаков начин таа коалиција да се растури и да се распишат предвремени избори, сигурен сум дека ДУИ го почнува тоа рушење на таа коалиција на еден фин, добро изрежиран политички начин. Бидејќи сум некако сигурен дека албанскиот политички субјект во оваа држава се покажа како политички позрел од секој друг македонски или било каков политички фактор во земјата. Затоа сум 100% сигурен дека овој судир, ова што се случи вчера е тек почеток на нивниот раздор или нивното рушење на коалицијата. 100% сигурен. Добро, еве на вашите 100, Амди Бајрам би рекол 102%. Па видите, кога би рекле уште ова само би го додал и не би земал време на другите кои сакаат да се јават. Мислам дека соломонските решенија обично се најдобри, затоа се нели така познати. Мислам дека согласно решението кое е најдено за клучот на Христовата црква во Ерусалим, значи клучот го имаат муслимани, затоа што сите христијани се карале во кого да биде клучот од црквата, па пред 500-600 години е даден на муслиманско семејство и се уште го има тоа. Мислам дека е најдобро да не биде ниту албанец, ниту македонец, тој консензуален кандидат, да биде од некоја друга народна, мислам од некоја друга припадност, со цел да биде навистина консензуален, бидејќи консензуален според мене значи прифатлив за сите. А прифатлив за сите не значи дека треба да биде албанец, македонец или не знам каков, но ова е сето фингирано според мене и некако сум сигурен и спремен со кого сака да дебатирам, кога сака и да им кажам на моја мала влашка земјица да спремаат председателски кандидат. Па видете, кога ќе видиме влашката заедница и всушност е она која има некакви темели на оваа држава и некако ја води државата во сенка, иако можеби ние не сме свесни дека е така. Тоа има таква некаква мистика која и самите власти си ја придодадоа, но во секој случај во времето на социјализмот имаше еден друг слоган. Од кај да си, од гадичник да си, директор да бидеш. Така да тоа е повеќе како купување време до следниот гледаш. Ви благодарам за љубезноста Битола. Вам ви најавувам дека сега во четврток тема ќе биде Македонија најзагодена земја во Европа, кои мерки и приоритети и зошто се уште се тактизира за клучното здравствено, еколошко, цивилизацијско и економско прашање. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Први да ве поздравам господине Чобовски. Благодарам. И вашата емисија. И сакам сега за темава да зборувам. Ова не е фингиран процес. Ние знаеме кој е ДУИ. ДУИ е криминална партија. 16 години владееше со Груевски тандем. Ахмет и Груевски. Хаос ја направија држава. Заев прв премиер кој сака државата да ја направи како што треба. Дали ме слушате? Слушам. Заев човек кој сака државата да оди напред, али со лопови не може. Затоа он има пратеници да направи. Нека го исфрли ДУИ више, доста више.
Доста со вакви проблеми више. Светот иде напред и уште со примитивни работи треба. Добро. Како, до кога ќе оди ова више? Не знаеме ова. Ќе го брани Велјановски, ќе го ова, не може да браниш криминали. Криминалец е криминалец, у ќорка, у затвор. Од такви луѓе не може држава да оди напред. А симптоматично е при тоа не само што се работи за Велјановски, што и за екс-министерот и актуелен пратеник Димовски нема одговор кон барањето на обвинителство за одредување, за симнување на пратеничкиот имунитет. Да. Заед може тоа да го среди, ама има луѓе кои ја кочат работата. Дали ме разбирате? Ние знаеме кој е Дуивич. 16 години сте на власт. А не може вака више да оди. А чекат, има една работа. Има една работа која Јас верувам дека Заев единствен премиер кој може ова држава да исправи и како работи, алал нека му е. Ама на криминалците не им одговара овакви работи. И ваков премиер. Добро. Научил со Гриевски да ги прата лаверите и да ги затварат луѓе по затворите. Па кај, до кога ќе оди ова лудило више? Добро, ви благодарам многу. Кој за што е? Гледам синоќа снимка од Никола Груевски фатени од аматерскиот Будимпешта, спокојно шета, мислам по Ваци дека е, нивната фреквентна туристичка и трговска улица, но нас не го запржи гулажот овде во Македонија, таму ќе го јаде унгарскиот. Добро вечер за следниот гледач. Па вака би рекол, Повелете. значи, не да е фингирано, све е фингирано. Цело време е превара, значи. Оригинал, како се погоди, таман Оскари доделува таму Холивуд, и кај и за овие требаше да доделат Холивуд таму. И за сите што рипа, што скока, што изиграваат, еве ние се буниме, ние ова, ние она. Не може СДСМ да не знае за гревовите на Дуи, што ги правил со патриотиве, додека беа на власт. Значи, самите бомби, што ги спомнуваат многу пати, што не ни ги дадува да ги чуеме, има многу, и то многу кои се шкакливи, малку поеке, рчка, така, може да го лицаат неколку поеке. Све ги знаат тие ситуации што ги правеле Дуи, и сега наивни ги изиграват, демек Талат Джафери тек така се решил да ја води седницата у парламент, тек така таа пратеничка на таму 11-тиот, како беше таму тие комисиите што беа, ја снема, се разболе, се тие работи, наивни работи. Ја мислам дека преку ова малку и СДСМ пробува да рейтингот да се го крене со тоа што е веќе рибаме, ние ќе джапкаме, а вие пробувате таму да ги вадите овие од кашата што ја направиле многу оддавна. Али провидни се, мислам, джабе е све тоа. Инаку, овие од Дуи ја владеат цела држава, не СДСМ да владе државата, Дуи ја владе државата. Да се видиме искрени и да си признаеме дека ние, нас држава влада ни води Дуи, доволно е непотизмот. Какви такви дали лицемерни вадења на фамилии од работни места направија колку толку неколку души од СДСМ. Овие бре како Крле се закначил место откачуе, абе не е малолетна моја сестра, не е овој малолетен. Мислам, нема крај, завршена. Добро, благодарам многу. Еве, еден Facebook пријател ми напишал, преку Дуи ВМРО ги префали и осигурува парите во СДСМ. И сега рачуне како ќе течат работите натаму. Тоа значи дека СДСМ е банкарска трансакција на парите на ВМРО, ако добро ја читам оваа теза. Добро вечер за следниот гледач. Да. Повелете. Ало? Повелете. Чумо? Да, повелете. Слушай ви да кажем се. Сега ще 91 година, 92.
Ми тестирате меморија или сакате нешто да кажете? Чеки са, не сум, вие ми зборите, чому там нешто друго збора. Слушай, сега ќе ти кажам. Минатиот пред неколку недели имав исто ваква слична семејна кавга, сега за да се повторува. Можете ли да кажете конечно што сакате да речете? Без да ја слушам вашата сопруга или партнерка. Ако? Добро, следниот гледач, добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Дочка од Скопје. Да. Јас сметам дека како и се досега, и ова спаѓа во смисленото сценарио, народот да се занимава сам со себе и со ова и со она, со разноразни нивни игри, за да не приметува што се му се прави. Сметам дека ова фингиран судир. Наместен, што би рекле, по-нашки. Апсолутно. Добро. И мислам дека од сето ова, значи ќе излезе тресла се гора, родио се миш. Како и од ова специјалното јавно обвинителство, се е тоа смислено сценарија кое што трае и ќе видиме до кога ќе трае, додека не дојде некој салам човек со интегритет да ги превземе работите во своји раце и да се стави еднаш за секогаш крај. Ви благодарам, пријатно. И ама сте експедитивни и експлицитни, не ми оставивте простор дури ни да ве допрашам, но сеедно ви благодарам многу за љубезноста и за трпеливоста. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па ја може малку надвор од темата ќе излезам. Може, ама вратете се на колосекот. Добро. Значи, господине, ве молам, и сите гледачи, упорно, ама добро, со тек на време сите ќе се изнаучиме помалце, затварајте ги телевизорите и разговарајте директно на телефон. Повелете. Вака се работи за брат ми, за случај, ова е жално што ќе го кажам. Пред 2 недели, значи ова по затвориве што се збори, значи пред 2 недели брат ми почина во затвор, во Едризово. Значи под неразјаснети, уште не ни даваат информација тамо што е починат, како точно што му се случило, уште обдукција тоа му направија све. Ама резултати немаме, пошто ние у четвртокот бевме, значи, на посета со татко ми, се видовме со брат ми, све здрав, нормално, све кај него. Не се пожалил, значи, од болки, од проблеми, некои со здравје да има. 3 дена после тоа ни јавија за брат ми дека у болница го однеле у 9 саат вечерно време. Отидов до државна болница, значи само ми кажа брат ти е починат. Чекајте, само да да лоцираме временска одредница. Велите четврток, значи за време на викендот е починат брат ви? Да, 3 дена после тоа. 3 дена после како отидовме ние на посета. Тоа 3 дена после тоа е у понеделник, го погребавте веќе? Да, погребане више, ама не ни кажува. Лесно да му е земјата, добро. Да, нешто чудно е со него, пошто ја мислам, сега може грешам, ова се... Бил болен? Значи, може и да е наместен нешто, не знам, пошто он не може човек тек така, ни проблеми да има со здравје, ни ништо тек така да почине. А колку бил возрастен? 38 години имаш. Он беше осуден многу, значи за разбойништво го осудија 18 години за 18.000 денари. Од аптека што има извршено разбойништво, 18 години затвор беше осуден. Добро, тоа амнестија оно 2015 у затвор. Значи околу 4 години. Чекајте, ве молам. Да? За 18.000 евра или за 18.000 денари? За 18.000 денари. Осуден е 18 години кривична казна. Кривична казна, да, 18 години затвор. Добро, чекајте, сега ве молам.
ова се, ве молам, овие се прилично деликатни информации. Ја можам да се надоврзам со еден циничен или саркастичен коментар дека ако вашиот брат бил осуден на 18 години за 18.000 денари, за колку ли треба да бидат осудени овие што изнесоа милиони од Македонија, но тоа е прашање кое е друго. Јас сега ве молам, сакам да ве замолам, бидејќи се сериозни обвинувањата, бидејќи ние сакаме на одреден начин да влеземе во трага на оваа информација, бидете љубезни, оставете го телефонот ваш мобилен за контакти. Ние утре на уреднички состанок ќе разговараме и за ова. Страх ми е да не ми се случи нешто, а може да ви донесам документи све, али страх ми е пошто да не имам па ја проблеми после татко ми, пошто ние страх ми ако сакате до телевизија можам да ви донесам и пресудата од него и све од 2015. Добро, тогаш во четврток ве очекувам во телевизијата, бидејќи утре ќе бидам на пат, во четврток дојдете после 12 во телевизија, донесете да видиме што имате. Ама срам е да ме гледаат на телевизија, не знам како... Нема да ме гледаат на телевизија, јас ви гарантирам дека нема, да ни донесете документи, исписница, смртовница, зашто е осуден, дали е вистина таа сума. Он е осуден, поточно ќе ви кажам, сега ќе ви кажам, он е осуден за точно за 18.000 денари. Он значи има у две аптеки влезено. Чекајте само еден момент, ве молам, дали е тоа само за таа кражба, за такво разбойништво или е тоа во правото се века стек на кривични дела? Значи денеска у една, утре на друго, после недела дена трето такво разбойништво или? Да, разбойништво, значи он влегол у аптека, само ги заплашил. Тие му дале пари од едната аптека, земал околу се од двете аптеки земал он околу 18.000 денари. Значи за тоа за две разбойништва фактички. Добро, имате прилично кратко е времето, имате прилично да речам. И донесам ако треба. Да донесете. Еве чекам во четврток и тоа ќе биде потврда на веродостојноста на вашата приказна. Добро вечер за следниот гледач. 22:37, уште 15 на минути до последното издание на вестите. Кој што има да каже? Или кој за што сака? Добро вечер. Добро вечер. Јас мислам дека дуи на СДСМ не му треба. И СДСМ сега моменту да дуи одговара правно. Да се суочи со правдата. Оди тоа го налага Брисел. И дуи сега не е потребен на СДСМ. Чекајте се, ме молам. Мнозинството велите дека Дуи не му е потребен сега на СДСМ. Тоа значи дека Дуи еднократно беше добар за да формира влада? И да пројде Преспанскиот договор. Да помине Преспанскиот договор и да се тоа заврши. Сега Дуи не му треба на СДСМ и Дуи треба да ја напушти коалицијата и да се соочи со правдата. Добро и благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач. Ало. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Може ли да бидам приклучен во студиото? Најприклучени сте директно. И вие сте еден од ретките гледачи кои истовремено не е и телефонот вклучен. Ова телевизорот вклучен. Повелете. Добро. Еве го исклучувам телевизорот. Јас би сакал да се осврнам на една тема. Нема правда, нема мир. Тоа беше поентата од која што почнавме сите да го рушиме системот на Груевски и да го донесеме Социјалдемократскиот сојуз на чело со Зоран Заев на власт. Тоа е период кога се случуваше уште, да речеме, пред 10 години и повеќе. Во периодот на груевизмот, голем дел на луѓе беа осудени, претежно луѓе што припаѓаја на ВМРО, ДПМН,
во монтирани полициски политички процеси, како што беше, да речеме, Змиско, Паланга, Метастаза и така натаму. Во кој што во еден процес кој што беа наблюдувани, кој што беа од меѓународни институции прогласени за монтирани политички и полициски случаеви. Зборуваме сега во еден подолг период, очекуваме и бараме правда, бараме мир. Меѓутоа, тоа тешко да се дојде. И тешко ќе дојдеме. Ќе ви кажам од кои причини. И сакам да сето тоа да го поврзам со овој судир кој што постои помеѓу СДСМ и ДУИ. Некој вели дека е фингиран, јас велам дека е реален. Како меѓународните институции многу пати кажуваат дека треба да има промени во правосудниот систем, промени во безбедносниот систем, за да одиме понатаму. Не е само Преспанскиот договор, смена на името и така натаму. Значи, треба да следат во оваа држава многу други промени. Една од клучните промени кои што треба да се случи во правосудниот систем, треба да се изчисти таму луѓе кои што припаѓале и кои што не треба да припаѓаат. Ќе ви кажам од кои причини. Пример го земам Сопот. Ќе го земам пример и Ореш. Каде што заштитените сведоци, кои што се открија и кажа дека се натерани од некого, од полициски структури, заедно со обвинителството и судството, да лажат едноставно и да наместат некои луѓе, да лежат во затвор. Се докажа дека се невини, се излегува луѓето, меѓутоа, сега каде е одговорноста од тие што ги терале за да тоа го сторат? За да, ако ние бараме одговорност и ја најдем, че постои во полицијата, постои во управата за безбедност и контраразузнавање, че таму се случуваат сите овие нарачки, порачки, од кои причини знаеме. Сите се случуваат само за да има едно продолжено владење на ВМРО ДПМН, владење на фамилијата, владење и трупање на пари по джебовите. Никој не смееше да се спротистави на Груевски, да каже дека ова не чини, не е добро. Значи, зборувам, ако се најде причината од луѓето кои што тоа го монтират и ако се изведат тие пред суд, бидејќи навистина сториле дело од кое што луѓе лежеле во затвор неоправдано. Значи, зборувам само за 2-3 случаи, а тука има 30 на такви случаи. Ако тие луѓе ги исчисти од управата за безбедност и контраразузнавање, односно од МВР, веднаш се прави прошистување, односно реформа во полицијата. Ако ги чисти од јавното обвинителство и од судството кои што прифатиле да донесат пресуди под присилба и да ги потврдат како во апелација, така и во Врховниот суд, тоа ќе го изчистиш и судството, ете ги реформите. Многу едноставно, многу едноставно. Ако можам да сумирам, вашата перцепција е главно мотивирачка за многу дебати, а тоа е парадоксот дека ниеден судија, ниеден обвинител не настрада, не понесе одговорност за таквите местенки, нема високи функционери на ДБК, освен овие што се со прислушување заради неуспешните проценки или заради ваквите полициски ујдурми, како што вие ги велите, и мислам дека тоа е една добра ваша перцепција. Поштовани гледачи, следите Граѓански форум, еве последна информација. Џафери го известил судот, спикерот Џафери, дека нема услови за одземање на имунитетот на Вилјановски. И ја мислам дека тоа само по себе е доволен и провокативен наслов во рамките на оваа дебата. Дали има уште некој гледач? Има. Повелете. Добро вечер. Да. Јас го гледам насловот и повикот за разговор во вечерашната емисија. Разбирам дека потегот на Џафери донесе доста возбудување. Меѓутоа во политиката возбудувањето се работа која ќе ја имала. Мислам дека малку да причекаме околу дефиницијата судир,
конечно 2 дена нема наполни кога заврши овој мисијата на Џафери, дај полека да ги чуеме и овие органи, партии, коалиција се, дај да не брзаме, однапред се растуено. Мислам дека треба малку повнимателно. Под 2, не подценувам овој гаф, меѓутоа сметам дека е од капитално значај судските институции сега, независно од тоа, дали и за кое време господинот досегашен председател на собранието ќе има син внесен мандат и така натаму, тој ќе останува во судската постапка, така како што е дефинирана од обвинителот. Таа треба да си продолжи, независно од статусот кој ќе се реши. Затоа сметам дека пред се битно е да се заштити правната процедура, да се заштити правото, мислам дека е тоа основно, и второ, да се дозволи малку простор, да ги чуеме и партиите, да бидеме, не може да се прави од слонот мува. Не подценувам ништо од мувата слон. Не подценувам ништо, но сметам дека сериозните работи барат малку и посериозен пристап. Благодарам и пријатно. Добро, можам да прифатам критика дека сум ја несериозен, но ја мислам дека вашата желба да ги смирите страстите одамна ги надминува тензиите во граѓанството што ги создаваат токму тие партии од кои вие барате смирување. Ме слушате? Имате коментар на коментарот? Не, за жал. Можете се вклучите повторно ако сакате. 22:47, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Може да се јавиме во студио? Можете, симнете го тонот на телевизорот. Ја уште имате време. Ало. Повелете. Ајде, чекам да се слушниме што... Еве, со мене се слушате директно. Повелете во програма сте. Сакам со лично да се слушниме сега да кажете што затворите. Ало. Господине, во програма сте, ве слушаат сите гледачи на еден телевизија. Повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Терате мајтап или не знаете да се вклучите? Ало. Ја реков 2 пати, 3 пати ало. Добро вечер, во програма сте. Добро вечер. Повелете. Јас си почнем со една, како да кажем, приказка. Слушате, нели? Ало, се слушате, нели? Да, ве слушам, да, повелете. Нешто прекинува, добро. Има една као приказка, викат, човекот и кучето биле најдобри пријатели. Ама така мислел човекот, а дали така мисли и кучето, никој не го докажал тоа. Зашто се има десено некои работи дека кучето некогаш го и може уништило газдата. Се плашам овие последни 10, 15 и 20 години откако стана коалицијата ДУИ СДС, па ДУИ ВМРО, сега ДУИ пак СДС, да се не дешава нешто. Практично ДУИ кој ќе има проблем од една страна, одма е спасител на другата страна. И мене тоа баш ме забринуе и ме малце ептен се забринуем, затоа што Заев се вложи себе и својата фамилија, се стави на тапет за доброто, бај према бомбите и према некои други работи, да помогне на оваа држава, да помогне на овој народ. Ама еве сега, ако го почна некаде дуи да го некој чачка од некоја страна, оди одма некако завртеа грб. Тоа е опасно и за државата, и за партијата, па и за сите нас. Неќу да го одоговлачим муабетот, да не грешим негде повеќе око првата реченица што ја кажав, да не испадне од ова малку повеќе, але мислим дека ДУИ не ја игра играта како што треба. Мислим дека некако така идат работите, помага од една страна, а од две страни уништува. Ако некој ги чачне малце, така беше го цедеа, Груевски го цедеа, као крпа го оставија, кога требаше нешто ДУИ да полага некој рачун на државата, одма го отфрлија, него се вратија со СДС. Сега
Слично се дешава и со СДС, ми се чини, ако не успее Заев нешто да поправи, како што рече, тоа е не се работи баш така во интерес на со големите, него со помалите луѓе кои се деси тоа. Ние на државно ниво немаме проблеми, али мене баш не ми иде тоа така у прилог. Времето ќе покаже, ама Дуи не ја игра играта како што треба. Не знам, не може да се изразим, а и не сакам многу да... Добро, ви благодарам многу. Поштовани гледачи, еве, наш Мики ми пишува. Симпатизер и член сум на СДСМ уште од 99 година. Верувам во плановите за подобра иднина. Ако има избори, мојот глас и на мојата фамилија ќе оди кај некој друг, само не кај СДСМ. Тотално сум разочаран. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Се јавува граѓанин од Куманово. Поштован ваш ценет гледач. Ве пратам од Чому, од Шуму, ве пратам од 20 години како сте на телевизијата. Прво А1, па се овие... Добро, и благодарам што ме следите, но се ајде одговориме за. Благодарам на тоа. Благодарам, кажете ми го ставот околу прашањето. Околу прашањето ви кажам. Само ми е чудно како можете да бидете толку и вие, да не ги гледате с фактите спрема се овие години дешавањата во Македонија. Како можете да бидете толку мирни спрема Дуи и спрема ВМРО, а сега Дуи и СДСМ? Како можемо да сме, како да ви кажем, равнодушни на дешавање кога Дуи има проблеми со СДСМ или со ВМРО и кога нивните криминали на се тоа се заборава, кога позади се тоа стои Дуи, вие Дали се плашиме од лошиот збор или од добрата констатација? Поштовани гледачи, ова е граѓански форум. Ако нема навреди, лични перцепции на омраза и се друго што иначе вообичаено ние новинарите зборуваме, кажете си го слободно, вашиот збор е за мене закон. Уште 7-8 минути, добро вечер за следниот гледач. Додека не се јави, еве, еден наш Бранко вака ми пишува. Од дипломатски извори му е сугерирано на Заев да раскине со Ахмети. Бидејќи тој е лично вмешан во бегството на Груевски. Пазете какви се фини или задкулисни играри и се плетат и во овој амбиент во кој не е најасно во кој правец ќе оди разврската посредбата Заев Ахмети утре напладне во 14 часот. Добро вечер. Е доволно да не претеруваме многу. Добро вечер. Или како што рече еден од нашите соговорници, да ги оставиме и партиите да си го кажа зборот, па има утре, па има заутре во четврток и така натаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Директно се вклучувам. Прв пат сакам да коментирам за СДСМ и Дуи. Дали е реален или фингиран? Јас мислам дека е реален, затоа што Дуи и со ВМРО, и со СДС, иста политика тера. Нивната кауза ја тераат, а овие нашиве и СДС и ВМРО таковстички си тераат и ги тераат. Така да, мислам дека и избориве се што ќе бидат,
за председател, главниот збор ќе го има Дуи. Тоа е моје мислење, прво. Второ, ова што кажувате дека дипломатот кажал дека Груевски наводно со помош на Дуи избеган, нема врска. Да, добро, може вашите се извори така. Ја ве соочувам еден со друг, сега слободно кажете. Моето мислење има тука спрега од неколку политичари македонски, меѓу кои и Заев го видел. Боев видел. И се знаел и дека ќе оди, и по која маршрута ќе оди, и како ќе оди. Тоа е договор. Замојување на македонскиот народ. Ова е чисто замојување. Кажете ми една работа, Чомовски, долго години сте новинар, бомбите излегува, кажете ми еден албански политичар кој заглави во бомби. Еден политичар. Директно. Се вака, ако ме прашувате, реално јас ќе ви кажам дека Дуи смени целокупната министерска гарнитура, освен што остана евентуално Османи, ако не се лажам, сето друго замина. Мислам дека и да не бе објавени, тие што замина си ги знае и си ги препознаа. Значаен дел од некои бомби завршија на Битпазар и беа илегално објавени, па функционерите мораа да бидат засенчени. Кажете ми еден албански политичар. Еден албански политичар. Не збориме, руце завода ќе се отидат СДС. Може и 10 години ќе бидат на власт. Може и 5 години, може 2 месеци. ВМРО беше 11 години, одма после тоа кога се смени, знајдат дека и биле вопови, дека го назаде македонскиот народ. Еден албански политичар кој заглавил. Сем Руфи Османи. Што многу го почитувам. Застана позрекузата и го кажа тоа знамето и остана. Единствен и покојниот Абдурахман Алити. Добро, таму ме врзуваат многу носталгии и не сакам да зборувам за тој човек со кого бев и личен пријател и морам да ви кажам дека беше еден од таа гарнитура на ПДП беше една од најзрелите, иако беа во тоа време образовани и прилично политички мотивирани, вклучувајќи го со нашиот дискурс и така наречениот изблик на ренесансата на албанските права. Добро вечер за последниот гледач. Добро вечер, господин Чом. Ајде. Борец за човекови права, исто како и јас, мојата фамилија и така. Свака ви час да живеете таков. Што би кажал околу СДС и Дуи? Фингиран. Добар збор. Не да е фингиран, него во овие матни времења префингиране. Што значи? Излегуваат и двајцата и вика дека немаме кавга. А ваму некаде подале во парламентот или во комисиите копјата веќе насочени еден кон друг. Па ние како луѓе, како граѓани на ова наша Македонија северна, не сме толку прости. Гледаме, слушаме, движиме, живееме, ке живееме. Доста му е на Дуи. Дуи ке си го фати патот. Ако некој си 11 години крадел и избегал господино Груевски, да го речеме го, кој вика дека не и Ахмети крадел заедно со него? Зар не сакал и он нешто да чепне од медот, да кажеме, зборувам народски? Така да, оваа наша Македонија многу прошла. Ќе пројде и Дуи, како прошло и ПДП, како и ДПА, ќе пројде и ВМРО, ќе пројде и СДС. Но, што со ние, што со нашиве мислења, што со вашето мислење толку години како новинар, како вашиот син, како вашиот Рамковски, како нашата А1. До кога? До кога така ќе го тераме? Доволно е Дуи да си оди во заборав, СДС обеќањето да си го исполни, нашата Македонија да си оди во Европа, како што влезе со едната нога во НАТО
Јас мислам, ни страв, ни плашење, ни ништо. И јас сум А1 и ден денеска се извинувам на вашата 1 ТВ. Сега, свака час, но зборувам А1 телевизија. И ден денеска привезо кога чувам пред владата кога бевме излезени. Добро, ви благодарам многу и за овој обид да ни оддадете признание, но не забравяйте дека значаен дел од таа екипа е распослана меѓу другото и во 1 телевизија. Поштовани гледачи, завршуваме со граѓанскиот форум со писание кое ми го испраќа еден познат адвокат, инаку неколку пати бил учесник во нашиве дебати и тука и во ТВ Телма, вели: Чом фингирана е кавгата, ќе трае до 3 март. После, одеднаш, ќе се смират и срекно ќе тераат до крајот на мандатот. И да е така, нема да ги оставиме на раат. Зашто мислам дека растечкото критично мислење во јавноста веќе е фокусирано кон владеечката коалиција. Јас сум, искрено речено, фрапиран од податокот, да не употребам друг збор за способност или неспособноста, дека само 1% од планираните 450 милиони евра се искористени во јануари. Како ќе се распостелат другите 11 месеци, Господ нека ни е на помош, но податокот не е мој. Податокот е од бизнисмените и од Асоциацијата на предприемачите, Остопанската комора. Пријатна вечер, се гледаме и во четврток, а утре сте со тандемот Кабранов Боријан Јовановски. He did give Olivia a necklace. My mother questioned whether it was appropriate for a child, and it just disappeared. Can you describe it for me? Вечерна. По 23 часот. Get away from her. The police are on their way. Police? Huh? Leave her alone. She's my wife and she's coming home with me. Is this the necklace? Психолошкиот трилер. Падот. Влезниците за концертите на Горан Бреговиќ, Лени Кравиц, Стинг и Ерос Рамацоти можете да ги набавите онлайн на avalon.mk и преку продажната мрежа на Avalon низ Македонија. Скопје и Македонија се свет. Avalon Production. Сузана, дивно изгледаш, тебе липосукцијска исхрана видно пријала. Колку си скинула? 15 килограма. И што е најважнije, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко, пази што једеш и ништо ти се неќе вратити.
Во новиот број на неделникот Фокус ке читате: бизнис игра со здравјето на пациентите. Кој измести технички пропуст на Македонија лек со вакцините? Скопјанец еден месец исчезнат без трага. Жив или мртов, полицијата да го најде мојот брат. Интервју Фатиме Фетај. СЈО се сомнева дека Груевски проневерените пари ги изнел надвор од Македонија. Читајте Фокус, за нештата да станат појасни. Avalon Production ви го представува Владко Лозановски на голем концерт во Скопје. 23 март, VIP Арена. Влезниците се во продажба преку продажната мрежа на Avalon низ Македонија и онлайн на avalon.mk. После толку километри, време е за голем концерт на Лозано во Скопје. Avalon Production.